Нема да додавам многу за книгата, едноставно се работи за следење на сите оние идеи кои нашите државотворци, јас ги викам, бидејќи со нивната борба, со нивните идеи, со нивното залагање се создаде денешната Република Македонија или Северна Македонија, како сакате. И од таму се обидував да направам една анализа за нивната посветеност и за нивните дилеми, секако. Во книгата се разработени сите можни оние процеси кои влијаеле да се стигне до Асном на 2 август 1944 година. Тука се пред се треба да се разбере дека неколку политички, тоа е доста поучно за денешниот нас развој. Потребна е политичка воља и потребна е политичка мудрост за да се стигне до определени резултати во однос на државноста, во однос на развојот на државата, во однос на развојот на нацијата. И ово во време на Втората светска војна тие сите елементи можат да се следат како се кристализираа во текот од 41 до 44 година. Секако никој нема готови решенија за тоа, немаја ни тие, меѓутоа како течеше борбата, така се расчистуваа многу работи, многу дилеми се тргнуваа и едноставно се стигна до Асном 44-та и до создавањето на Македонска национална држава. Уште еден елемент е многу важен во цела работа. Добро е што тогаш се направија сојузништво на правата страна на историјата. Значи, за да добиете било што во политиката на државно ниво, потребно е да се определите на правата страна на победниците, што се вика со денешен збор. Ако ги изгрешите победниците, сте изгубиле се. Ако ги погодите, добивате. Нашите партизани тогашни беа на правата страна на историјата и тоа не смееме да дозволиме да ни го одземат. Иако денес многу се трудат да кажат дека нешто грешно сме направиле, не е точно. Прв пат во историјата македонците и Македонија биле на правата страна во една светска војна и затоа добивме држава како што добивме и затоа денес можеме овде да зборуваме како што зборуваме.